Господине Кратовалиев, денеска специјалното обвинителство соопшти дека отпочнува истражна постапка за случајот кампања, поконкретно за апсењето на Љубе Бошковски, за кое, како што тврдат, е употребена прекумерена сила и е извршено газење по неговото достоинство. Кој е вашиот коментар на ова и каква е позицијата на Бошковски за овој случај? Видете, ние уште во текот на трајањето на процесот кампања ги истакнувавме сите овие брутални повреди на началото на презумцијата на невиност. Едно од тие фактички ова почетна фаза на неговото лишување од слободата, каде што и од видео снимките, значи кои што беа презентирани во рамките на медиумите во тоа време, а потоа и дополнителен материјал со кој што беше презентиран, значи од страна на специјалното обвинителство кога господинот Бошковски ја даваше својата изјава како оштетен при собирањето на потребните податоци за формирање на овој предмет, јасно говорат дека постои прекршување на човековите права и еве како што видовме по член 124 од КЗ се формира истрага за пречекорување на службени овластувања, значи употреба на сила, тортура и така натаму. Дали очекувате и нови кривични дела во периодот? Видете, мислите на процесот кампања, предпоставувам. Според наше мислење, уште во текот на одвивањето на овој процес, индикативно е дека може да се формираат повеќе засебни предмети, значи кои што секој од свој аспект веќе во зависност од тоа кои органи постапувале во тој предмет, постојат индиции дека може да се формираат други видови на кривични дела во однос на самиот предмет, кои што се сторени од страна на постапувањето на службените лица во сите фази на оваа постапка. Веќе конкретно издржување на казната Бошковски за овој случај. Вие побаравте затворот да дозволи негово отпуштање порано од издржување на казната согласно законот 90 дена пред истекот на официјалната казна. Меѓутоа до денеска нема одговор од затворот. Дали очекувате да биде ослободен порано? Видете, ние секако очекуваме дека ќе завладее правото и дека господинот Бошковски, како и сите останати кои што ја издржувале казната затвор, ќе си го оствари тоа право. Очигледно е дека оној кој што е надлежен за таквото нешто, а тоа е директорот на затворот, не сака да го потпише актот со кој што ќе може да излезе на слобода. Причините со кои што тој го образложува своето непотпишување се надвор од секаква дискусија и коментар. Дали си имате сега набрзо сретнато со Љубе и во каква состојба е тој моментално? Па да, јас со него си имам видено пред прилика 10 дена. Тој е во одлична и здравствена и психофизичка состојба, значи единствено што и понатаму во однос на него институциите имаат специјален третман. Пред вас е и случајот Ровер. Како очекувате да се движи овој случај? Видете, ние сме на почеток на процесот Ровер. Практично сите оние действија кои што до сега беа превземени се анулирани и ние почнуваме сосема од ново. Дури и колку што мене ми е познато, судскиот состав е сменет. Значи од сите аспекти, почнувајќи од доказната постапка, сме на самиот почеток, како сега да почнуваме, иако веќе измина повеќе од 3 години од процесот. Значи тоа имаме во фаза на отворање на доказна постапка и така натаму. Ние стоиме на тоа дека не постојат никакви докази за да може воопшто да биде формиран предмет, а не да се постапува страна на судот. Имавте ли вие средба со директорот на затворот во Идризово? Дали ви образложи зошто се уште не е пуштен Љубе на слобода? Па да, тоа е најинтересниот момент. Ние разбравме од медиумите кои се причините, иако побарав средба, иако чекав некои 20 на минути да бидам повикан на средбата, меѓутоа беше откажано во последен момент и од медиумите разбравме за така наречените причини поради кои што нели директор на затворот не го потпишува актот. Вие лично верувате дека ќе биде пуштен? Јас лично верувам во тоа дека треба да биде пуштен. Сега дали ќе биде пуштен, последите ги сите на нас за действија, значи на институциите кои што постапуваат во сите фази, значи вон судски и постсудска, значи пенитенцијалниот систем во поглед на господинот Бошковски, и ќе изведете еден заклучок каков е неговиот статус воопшто во држава.